во некои држави има пракса, кај нас го нема тоа, има пракса некои цркви да се именуваат како прва баптистичка, прва методистичка, во Софија има така прва 50-на, прва соборна, така натаму. Меѓутоа, ако така бидеме буквални, првата црква, наистина црквата која го заслужува и заслужува таа придавка прва црква, е она што ја разгледуваме во Дело на апостолите, 2 глава, првата црква во Ерусалим. И е една уникатна црква во многу аспекти, црква која почнува со служба во 9 часов на 50-ница и кога завршува таа служба, само после една проповед, после првата проповед, црквата пораснува на 3000 души. Има расло некаде околу 30 пати. И си мислам, ако денес ми се случило тоа со некоја црква, да почне службата со, да кажеме, 30 души, да заврши службата со 1000-2000 души, тоа ќе биде феномен. И верувам дека ќе го привлече вниманието на останатите цркви, пасторот на таа црква ќе биде канет на семинари, ќе пишува книги, ќе ги учи сите, нели, во колку чекори како се прави таков пастиш на црквата. Но тоа што се случува во Ерусалим е навистина феномен и во многу аспекти тоа што го гледаме во овој текст, во овој стих, е модел за вистинска црква и модел како живее црквата, што е црквата по својата суштина. Сега, кога говориме за оваа црква и ќе кажеме убавите работи, треба да имаме секако предвид дека тоа не е совршена црква. И ќе видиме и понатаму во текстовите што следат, има недостатоци. Сепак тоа е на нова црква, со нови верници. Учењето не е развиено во таа црква. Таа црква е многу етнички ограничена. Црквата е составена од евреи, христијани, во еден град. И овдека христијаните се организираат на таков живот и немат некои мисионерски амбиции. Долго време тие ќе живеат затворени во Ерусалим, додека Бог не почне едно гонење после убиството на Јаков Заведеев и тоа ќе се распростне црквата и ќе почне евангелизирање и сепак тие христијани кои ќе се распростнат, евреи христијани, при Самарија и останатите делови на Римската империја, ето може да го видиме во 13 глава на Делата, тие евангелизираат само јудеи. Прво во Самарија, каде што живеат јудеи прозелити, и потоа кај да одат, пишува дека само евангелизираат јудеи, не го споделуваат евангелието со неевреите. Дури кога оние што ќе отидат во Антиохија и не знаеме колку подоцна, но се претпоставува дека 10 години поминуваат од основањето на црквата во Ерусалим, кога за прв пат ќе бидат евангелизирани и неевреи. И тоа е првата така паганска црква, да ја наречеме, воопшто основана и тоа во Антиохија. Овие јудеи, како што може да видиме, продолжуваат да се го живеат традиционалниот живот според Мојсеевите правила. Например, во 10 глава Петар има една визија, во сон се спушта од небото на трпеза со храна и од нечисти животни, забранети според Мојсеевиот закон, и 3 пати глас од небото му вели јади, коли, а 3 пати Петар откаже, вели јас никогаш не сум вкусил нечиста храна. Покажува дека христијаните во Ерусалим продолжиле да си го живеат тој еврејски живот според Мојсеевите правила, толку не така да во тој поглед црквата постепено излегува од тие рамки. Нема развиена структура на управување, имаме апостоли само, 120 останати Христови ученици и еден куп нови христијани, новородени христијани. И ќе видиме понатаму, почнуваат и натре во црквата поделбите, елините евреи и оние јудејски евреи од Ерусалим,
се поделуваат во поглед на поделбата на храна и така натаму. Има проблеми. Но независно од сето тоа, овој текст овој што го прочитавме ни открива модел, вистински модел на црква, на организирање на црковен живот и покажа што всушност е црквата. И се започнува, ги разгледавме текстовите од изминатите недели, на Петдесетница, една проповед на апостол Петар, кој буквално ги пробуде, така е буквално од збор, ги пробуде луѓето во срцето и вика што да правиме да се спасиме. И тогаш ги повика на покаяние Петар и се крсти 3000 души. Голема работа, навистина. Сигурно тоа било некаква невидена гледка. И оно што е интересно во тие први денови, не знаеме колку долго траело тоа, месеци, години, црквата во Ерусалим живее, има соживот со еврејското општество. Таа не е гонета, се живеат во храмот, и служби се од така натаму. Оно што се случува сега во Ерусалим и крштевањето била гледка за целото општество, за сите луѓе. Од Евангелијата, од други места во Библијата, знаеме, гледаме дека во Ерусалим имало неколку бањи, најпозната она Бетесда, околу Ерусалим, сигурно сите тие места биле преплавени, се 3000 души. Масовни манифестации на крштевање. Господ им подарува голем благослов на црквата. Подарува 3000 новородени христијани, меѓутоа секој благослов, секој Божи благослов, и тоа е спецификата на Божите благослови, носи со себе одговорност. И тие 3000 нови христијани се 3000 бебиња, кои бараат грижа, бараат одговорност. Представете си, на тие 120 служители Бог им дава сега голема обврска да се грижат за тие нови христијани. Представете сега црквата да порасне на 200-300 луѓе. Тоа ќе биде голема одговорност за оние што се веќе позрелите. Бидејќи секој бебе бара грижа. И која е основната потреба или основната грижа на едно бебе? Да се храни. 3 пати на ден. Поедок, ручек и вечера. Не. Бебето сака и ќе ги буди родителите и навечер на 2 сати и преку дента на секои 2 сати хранење. Тоа е првата основната потреба. И како функционира? Каков модел ни дава таа црква? Првото и основното, Лука што го истакнува, првото основното кој ни го свртва кон тоа како приоритет она што дава Лука, е токму тоа. Посветеност на изучувањето на Словото. Бе истрајни. И ние ќе кажеме нешто за овој збор истрајни, што значи во учењето на апостолите, истрајни во изучувањето на Словото. Тоа е првото и основното нешто што црквата го прави. Тоа е работата, службата на црквата, да ги поучува верните во Словото. Тоа е истрајно да го прави. Има така некои текстови, например, Павле, кога ги собира старешините во Мала Азија на пат кон Ерусалим, не знаејќи дали повеќе ќе ги види, зашто знае дека ќе биде фатен, суден и така натаму, и ги подсетва и вели: денонокно ви го проповедав Божето царство и сум чист од вашата крв, зашто не пропуштив ништо да ви кажам за Божјата воля. Можете денонокно ги поучува христијаните. Тоа е основната работа, основното служење на црквата. И кога гледаме во Новиот Завет и говориме за истрајни во учењето, во изучувањето, говориме за еден прогрес во тој поглед. Кога се среќаваме со проблематични цркви во Новиот Завет, таква е, например, црквата во Коринт, таква е црквата на евреите, до кој што пишува авторот на посланието до евреите, и основниот проблем кој ја создава таа проблематичност, таа проблематика во црквата е отсуство на духовен растеж преку растеж во познавањето на Словото. Тоа им вели на коринтијаните, Павле во 2 глава, 2 стих: со млекове напоив, а не со јадење, зашто уште не можевте да го примите,
и сега уште не можете. Со други зборови, вели, вие сте духовни бебиња. Научивте основни доктрини, научивте основи на христијанството и останавте на тоа ниво. Не растете во познавањето на Библијата, на Божјото Слово. Истото им го вели и авторот на Евреите. Според годините на христијански стаж, годините на христијанство, вие требаше да станете учители. А се уште пиете млеко како бебиња сте и се уште пиете млеко, се уште сте на млеко. Поентата овде, и тоа е, нели, задачата на црквата, изучувањето на Словото, кое води кон духовен растеж. Секоја личност, целта на секоја личност е да прогресира, да созрева, се повеќе. Од кога ќе се роди како бебе, тој треба во животот да расте, да стигне до возраст, до една зрелост, состојбена зрелост, во која тој ќе биде веќе одговорна личност, зрела личност. И тоа се однесува и за духовноста. Целта на христијанот е да созрева. Тоа созревање се случва единствено преку изучување на Словото. И тоа сериозно, говорно изучување на Словото. Човек, секој човек, кога општи со друг, кога е во врска со друг, кога поминува време, колку повеќе поминува време, тој повеќе потпаѓа под влијание. Тоест, тоа пријателство, таа врска влие, го променува човекот. Не може да нема влијание меѓу луѓето. Истото се случи и многу повеќе со Божјото Слово. Обштењето со Словото, изучувањето на Словото, кое е издишано од Бог, во него е Божјиот дух во Словото. Сега кога говориме дека во Словото е Божјиот дух, не ставам збор за некаков фетиш, дека таа книга, како предмет има некаква магиска сила. Ние говориме за Словото на Бог, кое е живо, животворно и делотворно, бидејќи тоа Слово, преку кое действа Светиот Дух и во обштењето со Словото, всушност човекот, христијанот, општи со Бог. И во тоа општење, преку Словото со Бог, се случува таа преобразба, тоа созревање на човекот. Се случува неговото градење. Бог формира, образува, го преобразува човекот по неговиот лик. И знаејќи го тоа, која е целта на христијаната, тоа е да созрева, се повеќе преку растежот во познавањето на Бог, а тоа случува со општење, преку општење со Бог, во Слово, во молитва и така натаму, преку присуството на Светиот Дух, исполнителството со Светиот Дух. Знаејќи е таа улога на Словото, таа сила. И затоа авторот на Евреите, не случайно на Евреите им вели дека Словото е животворно и делотворно. Човек треба, мајке го прелитва тоа, еден христијанин, вистински овие овде, треба да копнеат кон Словото, знаејќи дека тоа она што ќе ги преобрази. И затоа и Петар, истото овој Петар, кој проповеда, кој кажа првата проповед, пише потоа во своето послание прво на читателите, да копнеат како што бебињата копнеат по мечиното млеко. Сега, пак нели тука, предупредуваме дека не е идејата на Петар да се останат бебиња, но дава споредба како што едно бебе копне кон мачиното млеко, така и христијанот треба да копне кон Словото. А сите што имале бебиња знаат колку едно бебе како копне за млеко. Кога е гладно, плаче и кога ќе биде ставено на градата, така почнува лакомо да смука, дури не диши. До еден момент кога веќе не може да ги држи и ќе може да се така неколку секунди да земе воздух и потоа пак почнува алчност, лакомост за млеко. И вели Петар, поради сето тоа и вие бидете така, копнејте, бидете жедни за Божјото Слово. Раната црква секој ден се собирала да го изучува Словото на апостолите, апостолското учење. И веднаш, интересно, после овој стих, после овој стих, Лука додава и вели и страв ја обзеде секоја душа, зашто многу чудеса и знаци се вршија, и тоа преку кого?
преку апостолите. Лука започнува со таа информација дека црквата се собира, обединета и во изучувањето на апостолското учење, и потоа вели дека многу чуда и знаци се случуваа преку апостолите кои внесуваа страв кај секоја душа. Што значи тоа? Преку кого се врши чудата? Има многу христијани таму, 3000 и нешто христијани. Има 120 дополнително ученици кои се во таа горна соба и се молат. Меѓутоа чудата се случуваат само преку апостолите. И кој е тука поентата? Кој е идејата овдека? Зошто се случуваат тие чуда преку апостолите? И тоа имаме таа непосредна врска меѓу апостолското учење и чудото на апостолите. Исто како во случајот со Христос, Петар пред малку, нели, кажа во проповедта им кажа на луѓето за Христос дека неговото месијанство, неговата божественост беше потврдена и сите можеа да ја видат преку знаци, сила и чуда, што нели Бог ги направи преку него меѓу вас. И таа фраза сила, чуда, знаци се повторува на многу места во Евангелието за Христос и ја гледаме и за апостолите. Например, во 2 Коринтини 12:12 апостол Павле пишува: знаците на вистинските апостоли беа извршени меѓу вас во секако трпение, во чудотворни знаци, чуда и сили. Истата фраза. За Христос во Евреите 2:4 авторот пише дека Христос пак, нели, беше потврден, последочен со знаци, чуда и разни моќни дела. Сега, што оваа фраза на оригинален јазик вклучува 3 зборчиња, таа сегаш оди заедно таа фраза. Сила или динамис, чудо или тераси и Симеон или Семион, кој значи знак. Тераси е чудото, а Симеон е знак или некаква порака, вест. Динамис зборот означува настан, случка во која се покажува сила, голема сила, надприродна сила. Таа надприродна сила води кон дејство кое е надприродно, тоест не може да се објасни со природните феномени. И такви се сите чуда што ги правеше Христос и апостолите. Тоа беа очевидни чуда кои никој не можеше да ги негира. Например, немаше чудо, како што например денес во црквите има луѓе кои велат, ние се молиме и случува чуда, некој да дојде да каже, ме боли главата, и тој ќе стави рака на главата, ќе се помоли и каже, ете ми помина главата. Зашто никој не знае ни дали навистина го боли главата, ни дали му поминала главата. Сите чуда што ги правеа тие луѓе, апостолите и Христос, беа очигледни. Например, имаше чудото беше враќање вид на слеп човек. Сите знаат дека тој е роден слеп. И сите знаат дека тој прогледал. Или воскресење на мртов човек. Или лекување, чистење на прокажен, нешто болест кој никој не можел во тоа време да ја излекува. Или човек кој не може да оди и станува. Таа сила, тој динамис води кон дејство кое е необјаснимо, е надприродно, очигледно е надприродно. И сите можат да го видат и никој не може да го одрачи тоа. И сето тоа, за да има Симеон, тоест да има некаков знак, некаква порака. Тоест, тоа чудо, таа сила се покажува за чудото, за сите да ја видат пораката, да им стане јасно. Во конкретниот случај со Христос дека тоа е Месијата. И ние ги разгледавме сите чуда на Христос, од првото до последното. И сите чуда се во контекстот на пораката што ја кажува. Се или како потврда на проповедта, што ја кажува во моментот, или подготовка за проповедта, или доказ, подкрепа на таа проповед. И преку тие чуда Христос навистина ги разоткрива својата божественост. Почнувајќи од првото чудо во Кана Галилејска, во кој што се покажува творечката моќ на Бог. Понатаму второто чудо е неговата власт над животот и смртта. Потоа неговата власт над демони, тоест над духовниот свет. Тој се разоткрива во своите божествени средства понатаму и како Месијата пред фарисеите. И овдека сега гледаме истата таа фраза за апостолите. Христос на апостолите
им ја дада власта, одговорноста, тие да го разоткријат неговото учење, јасно да го представат и потоа безпогрешно да го запишат во оние книги кои што ние ги имаме денес. И тој им го кажа Христос, а утешителот пак, Духот Свети, кога што Отецот ќе го испрати во моје име, тој ќе ве научи на се, или напомни за се што сум ви зборувал. Ќе ве подсети на моето учење и ќе ве научи. И тоа учење вие ќе го проповедате и ќе го запишете. Тие знаци, чуда, сила, имаше истата цел како и со Христос, да се види дека тоа учење е авторитетно учење. Дека тоа учење ново кој тие го проповедаат е Божјото учење. Има авторитет. Бог го потврдува тоа учење со сила, со чуда и со знаци. И сите може да се уверат. И затоа, вели Лука, сите беа уплашени, зашто таа проповед на апостолите која ги изобличуваше нив за поставката што направи, за отврлањето на Христос, се покажува дека е божествена порака, дека е навистина божествено учење, дека тие го отврлија Месијата. И затоа потоа се случуваат сите тие покајанија. Кон тие 3000 ќе се додадат уште 2000 луѓе со втората проповед на Петар. И ќе претходи чудо на таа проповед. Човек кој проси, кој е неподвижен, ќе биде излекуван и така натаму. Тука е идејата на тој текст. Зошто го вметнува Лука? Да не убеди нас и тоа, јас сум го спомнав неколку пати. Самата книга Дела на апостолите така е напишена од Лука како еден документален запис. Неговата цел е да не увери дека и Христос како Месија, и апостолите како ученици кои го проведат Словото, го имат божествениот авторитет. Дека тоа не е мит, туку тоа е историја. Вистинска историја, вистински настани. И минатиот пат зборавме со братот Љупчо за апостолското предание. Има цркви кои се повикуваат на апостолско предание, тоа е што апостолите можат да најдат некоја приемственост како со рукополагане се пренесува тој авторитет. Значи апостолското приемственост или апостолската основа на црквата или апостолското предание, сите тие работи, во древност означувале едно нешто. Христијанин или црква која се држи до апостолското учење, кое е потврдено од Бог со сите тие сила, знаци и чуда. И во древност кога ќе се каже апостолска приемственост или апостолска црква, се има впред дека таа црква не проповеда гностицизам, некој друго учење, зашто гностиците ги отврлаат апостолите, велат тие го изопачуваат учењето, ние го имаме вистинското откровение. И во тој поглед секоја црква која се држи до учењето на апостолите е апостолска црква, има апостолска приемственост. Може некој да си најде линија до некој си апостол низ вековите, но ако не го проповеда учењето на апостолите, тој нема апостолска приемственост. И ние можеме да бидеме сигурни. И тоа е еден поттик да се посветиме на изучување на Словото, кој навистина е животворно и делотворно, знаејќи дека е божественото учење. Потврдено од Бог. Тоа што го имаме ние, ги немаме апостолите да ни проповедат, но ние го имаме нивното учење кое е запишено, кое е било потврдено. И тој поттик да се посветиме, како што тогаш првите христијани се посветувале да го изучуват тоа учење. И еден проблем кој постои денес, за жал во христијанството, е една тенденција на антиинтелектуализам во црквата, тоест запълнота во духот. Некака, сето тоа под влијање на постмодернизам, релативизам и така натаму, христијанот треба преку манифестации, преку некакви духовни искуства да се исполнува со духот и тоа силата. Меѓутоа, антиинтелектуалноста нема никаква врска со исполнувањето со духот, бидејќи напротив, духот е дух на вистината и човек треба да се стреми да го учи Словото, да го изучува Словото на Бог, посветено да го изучува Словото на Бог, бидејќи така ќе ја знае вистината и така се добива таа полнота во духот. А не, за жал, човекот денес е отворен за секакви екзибиции и шпекулации, па и најразлични техники, манифестации се нудат, како терани се луѓето, читајќи го, например,
кој беше оној Авди, мислам, дека они што се исполнат Свети Дух ќе скокат како телина во оборите. И ги терат да скокат како телина и да мукат како телине. Или да се смеят неконтролирано. Или да квачат. Различни, нели, духовни манифестации. Не, црквата е посветена и треба да биде посветена на изучување на Словото, бидејќи така се случува духовниот растеж. Растежот познавањето на Бог води до созревање на личноста. И тоа треба да се прави, како што, нели, овдека Лука говори за црквата, истрено. Овој збор истрено вклучува во себе дисциплина, вклучува постојаност, вклучува трудолюбивост. Не е само туку така читање само, туку редовност, на постојаност, на дисциплина во читањето, секојдневно. И тоа читање, во тоа изучување се вложува труд. Човек се обидува максимално колку што може повеќе да извлече од Словото. А Словото има длабочина. Колку повеќе копаш во него, толку е посладок медот што се, духовниот мед што се влече од него. И тоа е целта, тоа треба да гладот, копнежот, да исмука, како нели бебето, колку што може повеќе богатство од тоа слово и знаење. И тоа е првото нешто, завршуваме. Второ нешто за кое пишува овдека Лука, посветеност на заедништво, и тука во неколку стиха, неколку пати го користи зборот коинонија, кој оригинално значи партнерство. Да имаш нешто со некого заедничко. Партнерството значи да бидете обединети заедно да имате нешто. Вие партнери во бизнес имаат еден заеднички бизнес. Коинонија и кога двајца ќе седнат да пијат кафе, зашто споделуваат едно време, заедничко имат време. Раната црква, и тоа е нели оно што Бог тука го истакнува, живее заедно. И тоа е суштината на црквата. Црквата е заедница. Црквата е општество на верни луѓе кои споделуваат нешто заедничко. Преку верата во Христос, тие се, Духот ги крстува, ги крштава духовно, тие стануваат дел од едно тело. Тие споделуваат едно тело. И споделувајќи го тоа едно тело, тие се соединети со Христос во тоа тело и едни со други, и така споделуваат еден живот. Еден божествен живот. И затоа црквата, нормално е црквата да живее заедно. Бидејќи имат еден живот, заеднички живот. И тоа е коинонијата, основната коинонија на црквата, заедничкиот живот, божествен живот. Јован пишува на своите читатели во првото послание, оно што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме, те и ви да имате заедништво, тоа е коинонија со нас, а нашето заедништво или коинонија е со Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Ние имаме нешто заедничко со Бог, а тоа е Неговиот живот, и ви повикуваме, вие да имате со нас коинонија заедништво, сите заедно да споделуваме еден живот. И сега овдека продолжува, нели, текстот и вели дека се им беше заедничко, и тоа се заедничко е од повторно зборот коинонија, и продава имоти, собственост, на секого му раздава, колку што беше потребно и така натаму. И сега гледаме дека тоа заедништво, таа коинонија во раната црква станува коинонија заедништво дури и на онаа што го поседуваат. Сега ќе предупредам, ќе кажеме дека таа пракса подоцна се напушта. Гледаме дека тие се собираат на недела, се даваат доброволен прилог во првиот ден во седмицата, го нема тој модел. Но оно што го гледаме дека принципот кој го дава раната црква, првата црква, е споделувањето. Бидејќи имаме заедништво, бидејќи споделуваме еден живот, ние ги споделуваме благословите во тој живот. И раната црква оди до тоа што дури имотите се ги споделуваат едни со други. Сега таков е културниот момент, таму е многу луѓе од диаспората, кои од 50-ница останале да живеат во Ерусалим. И од тука и потребата, нели, за грижа за тие луѓе, споделување. И она што треба да кажеме, што многу пати се погрешно се разбери, многу свртуваат кон политика и велат, ова е модел на комунизам, тоест Маркс и останатите одовде добили идеја за комунизмот, така натаму.
Ова нема ништо заедничко со комунизам, апсолутно никаква врска. Бидејќи основната цел на комунизмот, тоа го пише Маркс во Комунистичкиот манифест, е укинување на приватната собственост. Овие луѓе не ја укинуваат приватната собственост. Малку понатаму пишува дека тие се собираат во куките. Тие си ги зачуваат своите куки. Тие споделуваат богатствата. И на крајот на краиштата, она споделување што е во политичките системи, капитализам, комунизам, социализам и така натаму, е споделување со закон, со принуда. И во социализмот споделувањето или она еднаква распределба беше со закон, не зашто луѓето сакаат да биде така. Како што вели Черчил, капитализмот има еден недостаток, а тоа што неравноправно ги распределува богатствата, а пак комунизмот се фали со некаква придобивка, предност, а тоа дека равноправно е распределува сиромаштијата. И навистина така, западниот источниот свет живееше во сиромаштија. Тоа, може Југославија беше исклучено, система беше поинакво, ако сега источниот свет, навистина, они распределуваа сиромаштија. Равноправно. Додека, вели, Западот има богатство, ампак неравноправно ги распределува. Овдека, во случајот, имаме христијани кои не се принудени од политички систем. Тоа се луѓе кои се преобразувани во Словото, во Христовиот лик и го живеат Христовиот живот. А Христовиот живот е живот на споделување. Како што Павле пишува на Коринтијаните, во второто послание, 8 стих, ја знаете дарежливоста на Христос, кој, иако беше богат, стана сиромашен, за вие да се збогатите преку неговата сиромаштија. И тоа е овдека принципот, тука е идејата. Овие луѓе споделуваат бидејќи Светиот Дух дејства во нив, бидејќи Словото ги преобразува, бидејќи го добиваат Христовиот карактер, не гледајќи на личната корист. Во политичките системи, на крајот сепак основна е личната корист. Овие луѓе не се прашували што ќе добием со тоа. Едноставно поттикнати од верата, тие споделуваат. И таа е таа идеја за заедничарење, кога говориме за споделувањето, коинонијата, заедничарењето, овдека е вклучена и Господната трпеза. Значи, сега, нашиот текст, граматиката во нашиот македонскиот правопис е таков, не се практикува користење на сврзник и кога се набројуваат нештата. Со запирките се одделуваат различните делови од реченицата кога се набројува. И во нашиот текст превод пишува бе истрени во учењето на апостолите, запирка во заедничкиот живот, запирка во прекршувањето на левот и во молитвите. Меѓутоа оригиналниот текст го користи кај зборот или и, бидејќи нема запирки во древните текстови, како одделувани. И сега како е древниот текст оригинално? Бе истрени во учењето на апостолите и, како второ нешто, во заедничкиот живот, и тука меѓу заедничкиот живот и прекршувањето на левот нема кај. Тоест, тие се како една практика на црквата, едно дејство. Во тоа заедничарење кој го имат, во таа коинонија, тие живеат заедно така што се собираат секој ден и делат, прекршуваат леп. И продолжи, нели, втора дел на 46 стих, прекршувајќи леп по куќите се хране со радост и чисто срце. И тоа е формата на живот на раната црква. Тие живеат навистина како едно семејство, се собираат, јадат заедно на така наречени агапе вечери, на кои што има проповед, има молитви, има славење и за тоа завршува со заедничка вечера, во кој секој носи од она што има. И тоа е нешто, и повторно тоа е едно уникатно сведоштво во раната црква, бидејќи на тие агапе вечери или вечери на љубовта седеле заедно на една маса и господарот христијанин и робот христијанин. Нешто што не е пракса во древноста. Заедно господарот и робот не јадат. Овдека седат заедно и заедно споделуваат она што го имат од дома. И тоа е големото сведоштво за црквата во Ерусалим. Таа коинонија. Во Христос тие се заедно равноправни на масата. Социјално се разделени, меѓутоа на коинонијата, пред Христовото тело и крв, пред лебот и виното, тие покажуваат партнерство, единство. Тие се заедно, равноправни се во тоа.
И така, црквата долго време продолжува да живее со тоа што понатаму тоа случува еднаш во неделата и потоа веќе се променува и формата по подоснежните векови. Тие се заедно и таму во своите умови го повикуваат споменот за Христос, а тоа било во тоа време, што е 50 дена после воскресението на Христос. Буквално се уште била мокра земјата од крвта на Христос, таму, близо до Ерусалим. И луѓето можеле да погледнат кон Голгота и да се подседат. И тоа ги поттикнува, таа свежина од настанот на Голготата, секој ден да се спомнуваат и да делат Господова вечера. И во молитвите беат заедно. И тоа како одделна пракса, постојано во молитвите. Не ни кажено зашто се молеле, но може да предпоставим. Библијата е полна со молитви, Стариот и Новиот Завет, и тоа е духот на молитвата, оддавање слава на Бог за неговото, за личноста, за тој што е, кој е, каков е, делото негово. Сигурно се молеле за мисијата што Христос им ја дал во Ерусалим, за црквата и така натаму. Така, нема многу да одиме тој повед. И продолжува Лука и вели, секојдневно еднодушно престојуваат во храмот. И нормална таа пракса, тие се уште, како што кажа се, тие се евреи, продолжуваат со оној стар начин на живење, се поклонуваат во храмот, продолжуваат. Тоест, тоа постепено расчистување со Мојсеевата традиција постепено се случува во Новиот Завет. Но на крајот на криштата и самот Христос одеше во храмот и го нарече домот на мојот татко. И од тука, сосема нормално кога се во Ерусалим, додат во храмот. Има и практична причина. Кај на друго место ќе се соберат 3000 души. Остан во тремот на храмот. И гледаме тука интересна работа. Сите еднодушно се собираа во храмот и во исто време се собираа на тие агапе вечери во куките, каде што се поучуваа и каде што делеа прекршуваа леб. Така гледаме овдека една комбинација на заедничкото поклонение во храмот на сите христијани и нивната поделба по куки. Сега, ако имало 120 навистина ученици кои били обучени од Христос, тоа значи дека били поделени некаде на 100 групи. 100 групи по 30 души во една куки. И така живееле, поделени, така го живееле тој живот. А сепак црквата, како што може да видим во делата, во тие први денови, со геометриска прогресија расте. Се додават уште 2000 и постојано пишува, придодава луѓе, Бог, така завршува текстот што минатиот пат го разгадувавме постојано, Бог придодаваше нови луѓе. И таму, собрани во куките, го фалеа Бога. Може да предпоставиме дека тие ги пееле псалмите, сепак се евреи. Еврејската пракса е да пее псалми. Продолжува да се ги пеат псалмите и со текот на времето, и може да видиме понатаму посланијата, веќе создават и нови химни. А химната по дефиниција е песна во која се воспева величи херој. Значи химните, духовните химни во тоа христијанските го величат Христос. Ако во химната Христос не е величан, не е химна. Тоа е дефиницијата. И можеме да видиме, понатаму, кога и Петар им пишува на христијаните во Ефесијаните, исполнете се со дух, разговарате меѓу себе со псалми, славослови и духовни песни, пејќи, пославајќи го Господ во срцата ваши. Со други збори, кога човек се исполнува со дух, со Светиот Дух, тој не може, а да не го фали Господ. Не може да не го слави Господ. Тоа е една природна реакција. Црквата која е исполната со Духот е црква која пее. И можете, и ова дава едно сценарио и како изгледа Ерусалим во тоа време. Сигурно тие 3000 души се собирали на 100 места во Ерусалим. Ерусалим не е бил голем град сепак. Во храмот се собирали 3000 души наеднаш. И представете се кога 3000 души се собираат навечер и пеат песни на 100 различни места. Цел град пеат буквално. На која улица да поминеш, се слушало
християнското пеење, славењето на Бог. Тие луѓе се движеле низ градот. Тоа било навистина нешто неверојатно. И она на крај, нели, со која завршува како една реакција, резултат од тој живот, од посветеноста на Словото, заедничарањето во службите, кршењето на лебот, славењето на Бог и така натаму, и истекнуваа благонаклонетост кај сите луѓе. А Господ ги предаваше спасените кон нивното мноштво. Постојано Бог предаваше нови луѓе. Очигледно дека самиот начин на живење, таа заедница, која било големо следош во тоа време, пораката што ја проповеда, чудата што се случуваат преку апостолите, и на крајот на краиштата, сигурно тие луѓе и евангелизирале. Нема човек кој не може, кој исполнет од Светиот Дух и не може да не го слави Господ, тој не може да не го слави Господ на тој начин што ќе сподели својата радост, ќе го сподели своето спасение, нели, приказната за своето спасение. Имаме, и тоа е таа црква. Црквата е посветена на Словото, кога е посветена, кога е заедно, кога е заедничен, кога го слави, го воспева Бог, бидејќи исполнет со Светиот Дух, не може да одоли на тоа. И кога неговиот живот е навистина христијански, тој ќе сподели и својот живот ќе го сподели пораката, и Господ придодава луѓе. И тука пак нели треба да предупредиме, Господ е тој кој ги придодава луѓето. Има христијани кои знаат да кажат да го освоиме овој град за Христос. И ќе тргнат да го освојат градот за Христос. И ќе поверуват некои луѓе и кажат, ги освоивме за Христос. Ние не освојуваме никого. Единствено Бог е тој кој што придодава. Само Бог придодава. Наше е. И тоа е големото улеснување. И тоа е големото охрабрување. Нам не ни е даден товарот на одговорноста да ги спасуваме луѓето. Ако го имавме тој товар, тогаш споделувањето на Евангелието ќе беше тешка работа. Навистина тешка одговорност. Нашата работа е да го споделуваме искуството со Христос, пораката, сведоштвото, да ведеме сведоци. Другото си го прави Бог. Другото го препуштаме во Божите раце преку молитва. Господ е тој кој придодава. Но тие луѓе, христијани, стекнуваа благонаклонетост кај сите луѓе. Очигледно луѓето во Ерусалим можеле да видат во христијаните добри соседи, добри бизнис партнери, добри членови на семејството, сопрузи, сопруги, родители и така натаму. И сето тоа предизвикува во градот тие луѓе да бидат гледани, т.е. да ја придобиат благонаклонетоста на сите. И тоа е нешто кој ни го открива Лука во неговиот текст. Неголемото чудо сепак, најголемото чудо на Петаседмица, не е симнувањето на тие звуците, нели, оние феномени, како ветар, шум, оган и така натаму. Нити пак говорењето на различни јазици го беа разбирливи за луѓето. Неголемото чудо што се случи беа тие 3000 души, чисто живот и Господ ги промени. Тоа беше неголемото чудо, тоа беше феноменот. И тој феномен е она што придонесе луѓето во Ерусалим да гледат благонаклонето кон христијаните. Раната црква, првата црква. И ако можем првата црква некој да ја наречеме, тоа беше првата слободна црква, зашто не беше деноминациона, не беше баптистичка, не беше методистичка, во тоа време немало таква деноминација. Тоа е нашата првата слободна црква, се шегува. Не е така. Модел за нас. И знаете ли кој најмногу восхитува во таа прва црква? Толку добро функционира, а е толку едноставна црква. Не е оптоварена со големи проекти, во кои бараат некои големи буџети, нема некоја сложна хиерархија на како ќе биде организирана сега, ќе има ли епископ, ќе има ли тело, па не така.
Първите форми организации се случват дори в 6-та класа, когато се един конкретен проблем с храната. И той Петър каже, айде 7 души не да гледат как се дели тази храна. И той въобще не е там модел как трябва да се организира църквата. Въобще не е това. Дори не се нарече, ние ги нарекуваме седмите гякони, никъде в текста те ги нарекуват гякови. Това са луги, които са пълни със Светия Дух, отговорни луги, честни и кои наблюдават разпределбата на храната. Та църква не е заробена от некой формализъм. Няма некоя рутина. Тия луги искрено секојдневно се собираат. Имаме едноставност, управуване от Светия Дух, кој действа преку Словото на кое се посветени тие луги. И сите тие особини, проповед, седмичарење, обожавање, дарежливост, радост, тоа се знаци дека црквата е водена од Светиот Дух. Кога копнеат по Словото луѓето, кога сакат да бидат заедно, кога сакат да го слават Бог, кога во своите животи, преку проповедта и животот, го споделуваат Евангелието, тоа веќе е сигурен знак, показател дека го има Светиот Дух. Много църкви се заинтересират за това колко чуда ќе се случват, или дали ќе има лекување или не знам какви други работи. Не, ова се нештата кои ја карактеризираат първата църква. Посветеност на Словото, суштината на църквата, заеднички живот, заедница, славење на Бог, поклонение и споделување на Евангелието. Бог да ни помага, да наистина така да живеем, да градиме таква църква, да се радуваме на този живот, што се ни го дал, да има таа радост, што има първите християни. Да бидеме народ на Бог, познат по тоа што го славяме Бог, не заборавајќи на оние кои се околу нас и не го познаваат. Бог да ни помогне да го правиме.